студентските парламенти, студентските лидери се избрани на непосредни наместени избори и тоа тие избори за студентски парламент и студентски лидер секогаш се речиси без исклучок местени од страна на владеачката партија. Така да реален представник во студентскиот парламент и кај студентското лидерство студентите немаат. Ама студентите се толку многу апатични по однос на нивното политичко живење и битисување што се ги шетаат по керамиди и живеат заедно со глувци. Тоа е затоа што они се апатични. За разлика од други држави, студентите се авангардата и тие кои што ги носат промените. Од нив почнуваат работите. Значи они кои ќе почнат да се жалат ова, па после тоа да го тоа незадоволство да го покажуваат вака и по-робусно, тогаш им се придружуваат и родители, и пријатели и така натака и така тргнува промената на едно општество кое што секогаш ја носат новите генерации или најчесто студентите. Ама студентите кај нас се апатија, ништо не ги интересира, а се жалат. Тоа така не оди у суштина. Имаш право да се жалиш ако нешто си барал, си бил гласен, се борал да го добиеш, те излажале. Тогаш ќе се жалиш. Ама ако не си барал ништо, онда не си барал ништо, што ќе ти дадат тоа е. Вклучувањето во политичкиот живот, во општествениот живот на младите е многу важно и треба да сватат дека без нивно вклучување во политичкиот општествен живот не можат ниту за себе, ниту за било кога да направат подобро. Прво за себе.